Понеделник 16 јуни, кратки вести во 12 часот. Градежните работи на автопатот Кичево Охрид се одвиваат со силен интензитет согласно новиот динамички план за изградба и целиот ќе се заврши и ќе биде пуштен во употреба до крај на 2026 година, порача министерот за транспорт Александар Николовски. До почетокот на туристичката сезона ќе се пушти за сообраќај потегот од Врбјани до Охрид со мал прекин кај Ботун, каде се работи на санација на свлечиште. При надзорот било утврдено дека наследените проблеми со експроприацијата, дислокација на водовите, како и косините се решаваат во континуитет согласно планираната динамика. И годинава кејот ќе изгледа исто. Започна поставувањето на типизираните куќарки на пешачката зона на Кеј Македонија. За таа цел од неодамна е затворен за моторен сообраќај Кеј Македонија на потегот од кружната крстосница со улица Македонски просветители до крстосницата со Ванчо Николески. Охриѓани секоја година со поделени мислења. Дел го оправдуваат овој вид на понуда за туристите, а дел се со став дека станува збор за несоодветни објекти во кои тешко се одржува хигиената и на кои не име местото во строгиот центар на градот. Во Словенија универзитетите нудат слобода во истражувањето, вели охриѓанецот Иван Крижич, докторант по историја на Универзитетот на Приморска, кој неодамна во Словенија ја објави својата прва научна монографија Готи, стабилизирачки фактор или фактор за пропаѓањето на Римската империја. Фактот што делото се појавува во друга научна и културна средина надвор од границите на Македонија, за мене е потврда дека темите од доцната антика, особено римско-готските односи, имаат интернационална релевантност. Книгата, напишана на словенечки јазик, темелно ја истражува улогата на готите во колапсот на Западното Римско царство, комбинирајќи ги историските истражувања со длабинска анализа. Времето денес претежно сончево и топло со мала до умерена облачност. Дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.